Ракот на грлото на матката е едно од заболувањата кое може да се превенира. Успешно да се превенира доколку се открие навреме. ПАП тестот, вакцинацијата, односно ХПВ вакцинацијата играат клучна улога во заштитата на женското здравје и токму затоа утрово зборуваме со доктор Јосиф Ѓоревски, специјалист за гинекологија, односно по гинекологија и акушерство. Колку превенцијата, едукацијата и се разбира на времената грижа може да го намали ризикот од ова заболување. Добро утро и добре ни дојдете во студиото на Македонската телевизија. Добро утро, доктор. Кажете ни, зошто е важно да се зборува за ракот на грлото на матката токму во овој месец? Вака, ракот на грлото на матката представува четврти рак на грло, односно представува четврти карцином по редослед кај жените. Прилика секоја година има над 600.000 заболени од карцином на грло на матката и околу 300.000 пациенти кои што екзитираат, односно умираат од овој тип на карцином. Докторе, многу недоумици околу овој тип на рак, особено за рак на грлото на матката, дури до тој степен, особено по социјалните мрежи и преку споделување и на народни совети и рецепти, па затоа и сте тука да разјасниме некои работи. Кои жени се најмногу изложени? Најмногу изложени се пациентките кои што, односно жените кои што веќе започнуваат со сексуални односи од најранна возраст, да речеме од 18 па се до 45-55 години. Заради тоа што најчест причинител за појава на карцином на грлото на матката е хуман папилома вирусот на 99 ХПВ вирусот, кој што е докажано дека е причинител на карцином на грло на матката. И со самото тоа што го знаеме причинителот дека станува збор за хуман папилома вирусот, ние можеме и да превенираме. Со самото тоа што секоја пациентка ние ја тераме да прави еднаш годишно ПАП тест, исто така уште посензитивно во према Светска здравствена организација во поново време е ХПВ типизација, бидејќи со самото тоа се докажува присуство или отсуство на хуман папилома вирус, а со тоа значи би терали дополнителни исследувања. Доколку имаме абнормалност на ПАП тестот и присуство на ХПВ вирус, одиме кон првиот степен е биопсија. Биопсија, односно да се земе хистопатологија, да се докаже причината дека станува збор за промена на почетокот. Најчесто имаме преканцерози, не настанува одеднаш, значи со присуство на хуман папилома вирусот не настанува одеднаш карцином на грло на матката, туку имаме преканцерози кои што понатака доколку не се третираат или не се откријат навреме, тие може да преминат во стадиум на карцином на грло на матката. Тие преканцерози се цервикална дисплазија, кој што може да биде од лесен степен, народно кажано цин 1, 2, 3, карцинома инситу, доколку е само на карциномот на грлото на матката, и понатака доколку имаме проширување, значи стадиуми кои што според светска класификација до одреден степен се операбилни и третманот е, значи како можеме да кажеме дека е хируршки третман, а понатака онколошки, односно зрачна радиотерапија и хемотерапија. Докторе, вака да објасниме. Дали доколку ПАП тестот не покаже присуство на цин 1, 2 и така натаму, дали тоа значи дека нема ХПВ вирус? Не. Дали исто со ПАП тестот, има неколку недумици, дали исто со ПАП тестот треба да се направи ХПВ типизација, која што ја споминавте? Па да, ние советуваме да се направи и ХПВ типизација. Тоа значи дека не е доволен само ПАП тест? Па по новите протоколи би советувале да се прави ХПВ типизација, бидејќи поголема сензитивност е ХПВ типизацијата во однос на ПАП тестот. Понекогаш ние правиме ПАП тест кој што е негативен, пациентката нема направено ХПВ типизација и после 2 до 3 години доаѓа, тогаш прави ХПВ типизација, гледаме присуство на 3 високоризични ХПВ вируси, кои што мораме и колпоскопски понатака да ја доиследиме, значи мораме да видиме под еден микроскоп вагинално пациентката со зголемување од 6 до 45
40 пати и доколку има некоја промена која што нас ни сугерира, ја одиме понатака, значи, на поинвазивна процедура, односно земање биопсија, која што ни докажува пак хистопатолошки дека има или нема преканцероза. Каде се јавува исто така недумица. ХПВ вирус е вирус. Сега знаеме дека кога е во прашање вирус, општо земено и вирус кога ќе нападне човек, го напаѓа нападнат имунитет. И тогаш најчесто и тогаш преминува во други фази и така натаму. Дали е исто со ХПВ вирусот, дали тој, затоа што исто така постои недумица, кај жените особено, кој што е диагностициран ХПВ и сметаат дека единствен начин е само да го зајакнат имунитетот и тој ќе исчезне. Има вистина во тоа или Најчесто хуман папилома вирусот може да и исчезнува кај пациентките, значи по одреден временски период со подобрување на имунитетот, со начинот на исхрана, со вежбање, спортување, земање соодветна терапија витаминска. Меѓутоа, кај мал процент, значи може да премине и да направи промена. Кај кој процент прави промена? Не може да кажеме, значи ние, кај тие кои што се имунодефициентни, кај тие кои што се пушачи, кај тие кои што имаат генетска предиспозиција, кај оние кои што имаат повеќе сексуални партнери, кај оние кои што не користат заштита при односи, значи за тоа е поголем процентот дека тие би можеле и да се заразат со хуман папилома вирус, а тоа и да, доколку не би се прегледувале, односно еднаш годишно барем да направат ПАП тест или ХПВ типизација, да премине во некоја од овие преканцерози или па во инвазивен карцином на грло на матка. Кои се симптомите? Кои се првичните симптоми? Дали може да се... Симптомите најчесто се асимптоматски, значи не можеме да кажеме однапред. Обично кога веќе имаме симптоми, односно блага сукрвица при односи, при пенетрација, значи, болки во малата карлица, непријатен мирис, тоа е веќе стадиум во кој што имаме висок степен. И обично тогаш третманот и најчесто е да не може хируршки да се истретира пациентката. Тогаш треба онколошки третман, но односно брахитерапија, радиотерапија и хемотерапија. Значи тие се веќе касни симптоми. Затоа викам дека ово е асимптоматски и затоа треба навремено, значи, скринирање, бидејќи во светот овој може да се искорени овој карцином со самото тоа што постои вакцинација за ХПВ Па веќе кога ја споменавте ХПВ вакцинацијата како превенција, дали тоа значи дека ХПВ вакцинацијата треба само во одредена возраст да се прими, да има ограничување, или може и во текот на животот понатаму пациентката доколку или да и за мажи и за жени, да, се извинувам, доколку и за момчиња и за девојчиња, доколку решат понатаму да ја стават вакцината. Кај нас е влезена, значи од 2024 година е влезена во редовниот календар и за момчиња и за девојчиња од 9 до 12, односно од 12 до 15 годишна возраст со 2 дози и до 19 годишна возраст со оглед на тоа дека родителите имаат се уште голема недоумица за тоа дали да се вакцинираат или не. До 19 години може бесплатно во сите имунолошки пунктови да се вакцинираат. Зашто е и ние како гинеколози, значи предпочитаме да се вакцинираат не само девојчињата, туку и момчињата, за оние кои што се превенира, значи кои што се уште не се започнати со сексуална активност, значи сметаме дека не се заразени со ХПВ вирусот, со тоа што деветовалентната вакцина ги заштитува од овие најмногу онкогено зависни типови кои што се, поготово 16 и 18, кои што предизвикуваат овие преканцерози и инвазивен канцер. Сега во редовниот календар е околу 13-тата година, 13-14, до 15-та година, значи редовно, меѓутоа може и до 19 години, а може да се вакцинира и пациентка која што веќе е заболена со, односно има присуство на ХПВ вирус, меѓутоа го третира, да речеме, има два вида на ХПВ вирус. Сакате да кажете и подоцна и подоцна до 45 години, односно до 48 веќе има испитување дека може да се вакцинира
уште подобро е за оние кои што немаат, односно имаат негативна ХПВ типизација, дека може да се вакцинираат, само што тие дополнително треба да ја платат над 19 годишна Добро, возраст и за момчиња и за девојчиња. Што ќе значи таа за нив? Јас тука малку не можам да го разберам. Тоа Ќе значи заштита за да немаат, за да не Што ќе добијат значи за тие кои што веќе имаат третман да ја примат вакцината? за тие ќе бидат носители на тој ХПВ вирус кој што го имаат, меѓутоа од останатите вируси кои што се ќе бидат заштитени. И ќе бидат заштитени да не го пренесуваат вирусот. Така да и за момчињата исто, доколку едно момче е вакцинирано, а има односи со исто со пациентка, односно има односи со девојка која што не е вакцинирана, таа нема да заболи. Бидејќи момчето е вакцинирано. Не ми беше јасно што велите во самиот третман, кога веќе се третира дека вие препорачувате да се вакцинира, па тука не ми беше јасно што всушност би значело дополнително ако веќе се третира. Ако веќе... значи збориме доколку има преканцероза или ХПВ вирус, ние прво тераме имунолошки, значи подобрување на самиот систем, потоа третирање на самата преканцероза или лезија, понатака доколку тоа се исчисти, односно влезе во здраво ткиво, како што кажуваме, хируршки значи, и повторно на наредниот преглед правиме ХПВ типизација, има присуство на еден или два ХПВ вируси, јас би советувал да направи, да се вакцинира пациентката, со тоа што да продолжи со таа имунолошка терапија, односно терапија за витаминска терапија и подобрување на имунитетот, меѓутоа со самото тоа што ќе биде вакцинирана, ќе не може да заболи од останати ХПВ вируси кои што ги превенира самата вакцина, а плюс нема дополнително да пренесува. Таа ќе биде носител, меѓутоа нема да ги пренесува овие ХПВ вируси. Ако зборуваме повеќе за третман за превенција, што вклучува третманот за лекување практично на ракот на грлото на матката? Неколку пати споменувате витаминска или да. Кога веќе го откриваме дека станува збор за карцином на грло на матката, хируршкиот третман е оној до одреден стадиум кој што се третира, може да се оперира. Над одреден стадиум, односно имаме фиго класификација, над тој стадиум животот се продолжува подобро и се продолжува со 5 години повеќе, значи доколку се третира онколошки, односно се третира со брахитерапија, локално се аплицира локално зрачна терапија, хемотерапија исто така, таргет терапија. Таа е подобра во однос на тие поодминати стадиуми каде што веќе имаме зафатеност на поголем дел од грлото на матката, телото на матката, па и на останатите органи, збориме. Спомнуваме ХПВ. Кои се други поглавни ризик фактори за настанување на рак на грло на матка? Значи, ризик фактори за настанување на грло на матката 99,7 е ХПВ вирусот. Меѓутоа дополнително се пушењето, да, и начин на живот начинот на живот, пушењето, значи повеќе односи, започнување со рани сексуални односи, понатака намален имунитет, исто збориме, нели, истото би го се надоврзал на тоа, генетски фактор и така натака. Какво е влијанието на болеста, кога веќе споменуваме квалитет на живот, врз квалитетот на живот? Веројатно потребно е подолг временски период или докажано е, не може одеднаш да почне да пациентката да речеме има присуство на ХПВ вирус и ајде одма да премине тоа во карцином. Би требало негде 10 до 15 години за да премине прво да премине во некоја преканцероза која што не би се третирала, па понатаму значи со тек на времето самиот вирус, меѓутоа е многу индивидуално. Кај секој човек е различно, меѓутоа од прилика од 10 до 15 години. А квалитетот на живот каков е? Кај пациентки кои што се заболени веќе со карцином на грло на матката, па прво тие доколку се во стадиум каде што веќе е иноперабилен, значи тој е многу тежок период, поминуваат. За многу брзо и кратко време екзитираат, меѓутоа тој период е многу тежок бидејќи тие буквално
не можат да одат во тоалет, да извршуваат секојдневни потреби, живеат во една агонија, се додека се третираат онколошки, меѓутоа тоа е многу тежок период. Ве прашав за ова затоа што и вие сте дел од животни приказни. Вие сте дел од една фаза, животна фаза, за жал здравствена од вашите пациенти. Верувам дека и нивните приказни ги поминувате заедно со нив затоа што лекувањето им не трае кратко. Така. Па Трае обично кога повременски доаѓаат период. пациентките, значи со инвазивен карцином доаѓаат во тој поодминат стадиум кога веќе тоа ткиво е во распад, значи имаме појава на фистули, односно неволно мокрење, испуштање, значи и на фекали и стварно во една агонија живеат тие луѓе. Но и за оние кои што и предходно и фазата која што поминуваат за жените, особено кај жените, психолошкиот момент е многу важен, се разбира. Колку вие како доктор, како стручно лице, успевате на некој начин и да допрете, да ја смирите, да ја насочите, да ја кажете вистината, да ја кажете реалноста, да едноставно да излезете можеби за момент од чевлите дека сте доктор, а треба да го задржите и оној професионален дел да ја вршите вашата работа, навистина е многу комплексна. Да. Па да, секојдневно значи се среќаваме со вакви пациентки и нормално е да се посоистоветуваме значи со нив, бидејќи и ние сме и родители и сопрузи и сето тоа мораме да го прифатиме и да го кажеме на еден можен начин, значи да биде и смирување за пациентката, меѓутоа и да кажеме фазата во која реалната фаза во која што се наоѓаат и како да се сносат со тоа, да живеат со тоа. Каква е ситуацијата кај нас? Дали имате некакво допир со статистики за тоа како стоиме Во однос на вакцинацијата ние имаме добра застапеност во однос на околните земји, меѓутоа сметам дека треба да има поголема застапеност. Зашто? Заради тоа што досега по последната стапка околу 52% во однос на другите земји и сме понапред. Започнато од 2008 година, значи вакцинацијата со 4-валентната, сега со 9-валентната. Меѓутоа може да се искорени, значи со самото тоа што имаме вакцина за ХПВ вирусот, а имаме и скрининг методи, сметам дека доколку се зголеми нивото и свеста кај родителите за да се вакцинираат момчињата и девојчињата, значи, и со навремено скринирање, односно секоја година да девојчињата, односно жените прават еднаш барем годишно ПАП тест, односно ХПВ типизација, а и третман на овие преканцерози би се многу намалил процентот на карцином на грло на матката. Каде што веќе во една Австралија, значи со самото тоа што веќе 20 години е влезен вакцинацијата, воопшто е искоренета инвазивниот карцином. Докторе, благодарам за гостувањето денеска. Ќе ја дополниме темата. Зборувавме за еден сегмент во процесот на третман на лекување, психолошкиот момент кој што мораме да го споменеме во целата таа фаза.